Народот е уморен од лажни ветувања, контраст меѓу ветувања на партиите и конкретни планови на независните. Денеска во студиото со нас Љупчо Донимаговски, независен кандидат за градоначалник на општина Прилеп. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Ви благодарам што ја префативте поканава да поразговараме и да ја представите пред се вашата програма што му нудите на Прилеп. И за почеток би почнале ако одна кој што го прочитав за почеток, народот е уморен од лажни ветувања, кои мислите прво да тргнеме тука и да ги расчистиме дека се лажните ветувања од кои што народот е уморен? Така. Поздрав до сите читатели и гледачи на овој портал Медиум. Јас сум Љупчо Донимаговски, како што ме представивте, дипломиран економист, бизнисмен, приватен бизнисмен долги години. За да се пријавам јас како градоначалник, како кандидат за градоначалник, појдов од две основи, што општината последните 8 години не да стагнира, туку одеше назад. Се затвори општината. Буквално се затвори од тие партиските препукувања. Едните беа 4 години со еден доктор, дојдоа другите, тие и уште се со 4 години со другиот доктор, резултатите се нула. Буквално минус. Не заминаја нас сите околни градови. Јас како бизнисмен во бизнисот секој деневно патувам. Македонија ја вртам за 3 работни дена, ја вртам цела Македонија и нема пат кај што не знам јас да свртам или да влезам, што значи дека сето ми е познато и се гледам по сите градишта што се работи. И како Прилеп стои во споредба со тие други градови кои што секојдневно ги во споредба со другите во споредба со другите градови, Прилеп од поранешниот период кога Прилеп беше се бореше за едно трето место во државава, во Македонија, сега Прилеп, да не речем, дојде до 13-то место. Не замина Тетово, не замина Гостивар, не замина Куманово, Кавадарци не замина луѓе. Кавадарци, Струмица не замина. За Битола да не зборуваме. Немаме ние никаква инвестициона политика во општинава. Општинава буквално се затвори. Се затвори, нема детални планови, не се решаваат тие детални планови. Како во Кавадарци се тоа се решава вод. Овде кај нас мислам дека 2 години немаме ДУП во Прилеп. Ништо не 2023. Ништо немаме. И затоа решив да се кандидатирам со моето искуство, со моето знаење, со мојата уште што имам кондиција. Од и сега сум јас 62-3 години човек. На 19 точно ми роден ден на изборите. И секој глас ќе ми биде поклон за роден денот. Затоа се пријавив за да воведам еден ред и еден патокас на општината како би во иднина се движало. Ајде сега за почеток да тргнеме вака. Конкретно и реално, велите, ја водите вашата кампања со реални проекти. Што реално може да се направи за Прилеп во првите 12 месеци од како би седнале на градоначалничката позиција? Доколку станам градоначалник, а тоа сега го зависи од народот, јас во првите 12 месеци имам одредени инфраструктурни објекти кои што се на изглед големи, меѓутоа не бара некоја голема финансиска конструкција. Затоа општината е мојчина, може тој сама да го направи. Јас како што кажав дека патувам и секој ден излегувам према Скопје на излезот, тука ќе направам еден голем кружен тек, бидејќи таа клучка што постои денес е многу опасна.
Тука се има случајно и многу сообраќајки, меѓутоа е катастрофа. За сите луѓе што одат за Скопје, таа клучка мора или да застанеш возило, да застани возилото и пак нема доволно прегледност. Што значи тука со огромен кружен тек би се решил правецот од Битола према Скопје, би се решил од Скопје према Прилеп влезот, со кружен тек тука би се успориле сите возила, каде што ќе нема никаков проблем ни за уклучување, ни за исклучување. И тука ќе поставам два символи на градот, огромни, со кој Прилеп ќе биде препознатлив. Мермер и Тутун. Каде што при секој влез на странец и домашен, да речем, од Македонија државјанин, ќе знае дека влегува во градот на Мермерот и во градот на Тутунот. Тоа е како еден голем инфраструктурен објект, што не зафаќа некој... Мислите дека е веројатно околу проблеми кои што ги имаме инфраструктурни, тоа вали мислите обележи на спомен обележбе? Да, и спомен, да. Да се дават пари на споменици? Тоа ќе биде точно и спомен обележи, меѓутоа мало ќе биде, да речем, скромно, нема да зафаќа некои големи пари. По тие ситуации. Познам како друг инвестиционен објект што јас го планирам, во населбата Точила постои една топлана која беше уште изградена во далечните години и таа е оставена на забод на времето. До сега од градоначалниците никој не дошол тука да види, таа сега е депонија. Срастена со дрва, со трње депонија. Таа топлана е најверојатно правена за централно грејење на зградите во... Да, во Точила. Но тоа мислам дека повеќето од становите не ги чуваат радиаторите. Сите радиатори, не повеќето, сите радиатори, повлезовите, сето е искорнато, сето е... Веќе и таа и да се пушти, сега не може да се пушти. Треба од почеток да се уреди, да се прави цела уредба. Луѓето да прават внатре инвестиции. И внатрешни инвестиции, да. Сето тоа е веќе завршена работа. Тогаш тоа кој што не се пушти во употреба, сега таа е завршена работа. Сега реков, таа служи само како депонија. Таа би исчистил сета, би ја средиле и ќе донесам тука, ќе направам една управна зграда за едно од општествените општинските јавни предпријатија, да биде тука дирекцијата сместена со магазински, затоа што има простор. Сето е лоцирано некако во центарот на градот, каде што нема паркинзи, гужва. За граѓаните не може да појде да изврши некоја работа, таму нема кај да паркира, како што рековме, а Точила е посебно место со многу лоцирани, многу жители, многу граѓани и тука ќе се направи тој објект. Сега не сакам да го кажам кој, меѓутоа кога ќе дојдам јас, и ако дојдам, тоа ми е во план да се... И за тоа не треба некоја голема финансиска конструкција која општината може да го среди. Друго, во фабрик... И ова во рок од 4 години, велите, дека би се средили или во првата година? Ова ќе се почне после 6 месеци. Так. Ова зграда ќе почнам да работам после 6 месеци. И во текот на 4 години би била завршена и пуштена? Би била завршена и средена. Исто така, во фабриката Билјана, старата фабрика Билјана и во фабриката Партизан. Таму работат, екзистираат многу мали компании. Навиду мали, меѓутоа со обрт се големи. Постоje таму и странски компании, каде што инфраструктурата е катастрофа. Инфраструктурата е катастрофа, тука може, сега е тоа змијарник, може волк да дојде тука и да живее. Толку што е несредено, а тие плаќаат сметки за вода, сметки за ѓубре, тоа сето ќе го дотерам, улици, паркови и ќе секој што ќе дојдат нивни деловен гостин да види дека тука е средена инфраструктурата и личи на нешто. Сега тоа не личи ништо. Во близина на железничката станица ќе направам еден кванташки пазар современ, не многу голем, со околу 10 перони ми е првиот проект, со 10 перони, каде што сите раноградинарски култури, што доаѓаат од Струмица,
нашите граминарски култури кои ќе втаса. Овошни култури, грозие, зеленчуци, таму сите тие работи, ќе се продаваат од товарните возила, од камионите, од комбина, од камионите. Сите тука ќе бидат паркирани. Значи тука го решават нудите решение уствари за проблемот кој што го имаме реално со камиони кои што се паркираат кај стартат во. Да, по улиците. Автоматски тука нема повеќе паркирање по улици. Нема шетање. Тука ќе се направи со рампи, влез, излез, сето луксузно, модерно, дотерано, покријано. Ќе биде, тоа ќе биде една фактички голема настрешница, метална, која ќе има изглед на катна гаража и тука ќе биде сместени тие, ќе има тука тоалети, вода, одвод, довод, сето ќе биде дотерано, направено. Во продолжение према фабриката Витаминка ќе се направат паркинг места, бидејќи од тој дел на Пелагонија, сите населени места што доаѓаат во градов, нема каде да паркираат. А Прилеп сите ги имаат работите околу центарот да ги завршат. Работите и да си бегаат. Некој не знае да паркираат, некој не може да паркираат, па порака не може да пушти, во катна гаража не може да влезе. Тука ќе се паркираат и може дали да користат такси возило, дали да користат градски сообраќај, да си ги завршите тие работи, да се земи колата и пак да си одит од кај што е дојден. Тука ќе се и тоа цело подрачје, цел предел тука сега е срастено со дрва, узурпирано од фирми, продаваат дрва, продаваат ова, продаваат она тука. Сето тоа ќе се среди и ќе заличи влезот на убава, урбана, просторна површина. Ако давате досега решение само некако околу Прилеп, а внатре во самиот центар имаме еден проблем, кој што реално треба да се решават што побрзо. Например, имаме улици градски кои што се во очајна состојба, имаме градски улици кои што се во неасфалтирани воопшто. Би било безсмислено во 2025 година како ветување да одат тие работи, али како вие би го решиле тој проблем, затоа што Прилеп реално има ужасни улици? Во Прилеп, доколку станам јас градоначалник, до што има улица, секоја ќе биде асфалтирана, ако е можно, ако не е можно, ќе на повисоките делови ќе биде наредена со бекатон плочки. Зависи од конфигурацијата на теренот. Околу централното градско подрачје, булеварот го реновираше една од политичките партии пред 7-8 години, наместо да го проширит, таа го стесна. И сега тука дојде проблемот, кај рекламите да земаш еден такси, да зема еден човек тука, дура влези човек во колата, дура тргни колата, се створа гужва од околу 10 коли од едниот окружен до семафорот. Тука има огромен застој, па кој ќе ја врнежели во времето, тоа е катастрофа. Јас тој го поставив и на сегашната кандидатка што е од СДС, се фали дека тие го направиле тогаш, и му викам, вие не го направивте, вие го стеснивте, само што дадовте многу пари. Тука јас планирам да се направи исечок на некои делови за да се направи такси патека. Каде што таксите ред по ред ќе се редат и првиот со такси земат патник заминува, па по него другиот, па третиот и така се редат. Тоа е така секаде во сите големи урбани градови средено. Кај нас нема кај да паркира тука луѓето. И обичен граѓанин да треба да земи весник тука од трафиките или нешто да претрча до банката да појде, до аптеката, го остава тука колата и се прави гужва. Па после полицијата, па што е нормално полицијата да направи ред, па се казни едно друго. Сето тоа е проблем што го направија партиите. Јас тоа би го решил на поинаков начин. Истото се случува сега и со улицата кај стадионот. Се поставија такви високи ивишњаци, јас не знам дали тендерот му е таков од таа фирма, треба такви да ги набавуваат. Или што е проблемов, не знам.
тука требаше се направи и таа е главна улица, широка улица, со благи возвишување, не лежачки полицајци, туку благи. Тие високи вичњаци ги започнаа кога се реновираше влезот. И до ден денешен имаме самоиницијативно бетонирање за да можат колите да се подкачуваат, кои се случително опасни според мене работи. Ама тоа е опасно. Тука е градскиот стадион. Победа јас рачунам дека ќе ја вратам во прва лига. Каде што тука и ќе се блокира таа улица за време на утакмицата, меѓутоа не може да се подкачи некое возило на тротоарот. Такси не може да застани тука. Тоа е истото како што е со булеварот, исто таа улица кај градскиот стадион. И еве се уште не може да се доправи и само ветуваат кога ќе дојдеме и едните и другите, кога ќе дојдеме, чекајте бе луѓе. Ние велиме независните кога ќе дојдеме. Јас велам кога ќе дојдам. Ќе го направам ова и ова, кажувам. И дека ќе го направам. Тие се понашаат исто како да се од мојава страна. Значи тогаш се прашувам јас сега, добро, кој 8 години кој раководеше со општинава? Значи сум некој друг раководел со општинава? Гледаме, така 34 години раководат само тие две партии, од кои што 8 години само владее едната, другите останате сите другата. Вака, проблемот кога сме веќе кај улици, кај возила, со паркирање проблемот, кој решение ги нудите? Проблемот со паркирање ќе согледам јас пред финансиската ситуација на општината, бидејќи сега зборувам јас сум ги познавам и финансите, и маркетингот, и деловните односи, и принципите на финансиското работење, ликвидности, сите тие работи ми се многу познати. Ќе ја видам ситуацијата каква е во општината, доколку имат можност од мостот Табана до мостот кај 4 јули, по течението на реката од десната страна би направил паркинг места, делимичен паркинг места, зависи од, пак ќе речем, од конфигурацијата и од местото таму. Ако може општината тоа сама да го сноси, добро. Ако не, ќе побарам јавно-приватно партнерство. Па да управуваат одреден период со паркингот. Ако има такви. Мислите дека говорите на концесионер да се дава паркинг места? Ако не можеме ние да го направиме, тоа сами, општината ако не може, подобро е да го дадеме, меѓутоа со одлука, каде што и ние, тој ќе го има 51% пакетот, општо заеднички, затоа викам јас јавно-приватно партнерство, меѓутоа нема да тој сам да се игра со формирање на цените. Тоа ќе имаме, не сме ништо во општината да бидете настрана и против граѓаните. Бидејќи општината е за граѓаните, се финансира од граѓаните и мора таа да служи на граѓаните. Имат јавни приватни партнерства и во други големи градови, не во Македонија, меѓутоа во други. Затоа што имаше еден обид за такво во Скопје, па не најде баш добар прием тоа решение. Тоа беше, види, јас не доаѓам од политичка партија, каде што одма тука ќе се асоцира на некои неправилности, нерегуларности. Јас тоа го зборувам од страна на граѓанскиот сектор. Граѓаните да бидат задоволни. Тие ќе кажат. Не може тој да наплаќа после таму огромна сума. Значи кога ви подпишувале договор, да, знае сето ќе биде јасно. Како ќе биде паркингот во центарот, така ќе биде на паркингот и кај реката. Не може тој да рече се јас олку ќе продавам паркинг местото. Тука нема да имаат луѓето, не треба да се плашат и не треба луѓето да стравуваат. Од Илјупчо до Нимагловски доаѓаат за градоначалник, Прилеп ќе биде во сигурни раце. Затоа апелирам да се обединиме, да се собериме, да Прилеп го изведиме на прав пат. Воспротивно, се знае што не чекат. Спомнавте на почетокот, кога влегува било кој во Прилеп, треба да знае дека влегува во градот на тутунот и на мермерот. И сега ние имаме да е сериозен проблем, особено со мермерот, затоа што тие рудници се ги работат концесионери кои што поглавно не се од државата, и истовремено општина Прилеп има многу скоро никакво бенефит од тоа. Како мислите, дали воопшто сте размислували на таа тема, како може да се рече реално Прилеп да добива фер дел од тоа кој што го продава?
Тоа е него. Доколку станам јас градоначалник, бидејќи самата општина не може да ги продава тие концесии, да ги дава Министерство за рударство, јасно. Така, ќе ја видам со ситуацијата каква е со Министерството за рударство и стопанство, и Министерството за стопанство. Ќе видиме каква е таа ситуација, колкав е тој дел, како е расподелен и како треба да се расподелен. Тогаш ние ќе зазееме став. Сите возила што вршат транспорт низ градот со МРМР, бидејќи тие се тешки товарни моторни возила, прават нарушување на улиците, задржување на сообраќајот, ќе воведиме градска патарина. Не патарина, пример, во смисла со рампа, па ќе ги запираме. Месечно ќе видиме во минатите години тие колку има возила, излезено возила од нивната книговодствена евиденција. Тие мора да има евиденција. Ќе му фактурираме, општината ќе фактурира за транспорт во низ градот, каде што МРМР комбинат треба да плаќа на градот. Бидејќи тие планината цела ја рушија таму. Странците доаѓа до огромни профити, меѓутоа тие треба да зема профит и за тој доаѓа. Меѓутоа треба и одреден дел да се остане во општината. Јас дори таа можност ќе ја согледам и доколку има таква ситуација, граѓаните би ги ослободил од данок од имот, доколку има таква концесија, пари од концесиите, огромни пари, јас дори би ги ослободил граѓаните од данокот од имот. Ако има такви сериозни заработки, ќе ги согледам, јас затоа сум економиста и ако влезам јас тука, тоа ќе го решам во првите 3 до 6 месеци, тоа ќе ја согледам и јавно ќе излезам и ќе кажам дека ова ќе биде така. Исто така да доврзам. Од јеловината од МРМР комбинат. Ете се прави нова планина сега. Од една страна се руши, до друга јеловината се прави нова планина. Таа јеловина бесплатно ќе ја земаме, општината ќе земи преку некој тендер со 1, 2, 3 возила и ќе се работи во текот на цела година сите патишта полски што се околу градот и во населените места. Сите од таа јеловина ќе се испесочат, ќе се тампонираат, ќе се дотараат. Тоа не бара некоја голема финансиска конструкција. Меѓутоа, тоа сака само добра волја и добра организација. Едно фирма со 2-3 возила ќе си го земи тој тендер и ќе си возит. Воглавно за секој проект пред се треба добра политичка волја и организација за да биде успешен. Што Љупчо Донимагуловски нуди за младите во Прилеп? За младите во Прилеп... За младите во Прилеп јас имам посебна програма која што почнува уште од 5 одделенците. Завршува учебната година и децата се пуштени дома. Родителите сега се помалку имаме посветеност на децата со работните обврски, трчање, такво дојде времето, брзо време, бараманот брзо не вртит. И децата ги превземат дали телефонијата, дали улицата. Меѓутоа, за сите 5 одделенци од општински основни училишта во наша општина, ќе воведам 5 дена летување не на езеро или само во планина, каде што таму ќе се имаат настава, шетање, другарување и створување на некакви самостојни навики. Тоа ќе биде за 5 одделенците, каде тоа сето ќе биде финансирано од општината. А пак средношколците од 3-та и 4-та година ќе воведам задолжителна феријална пракса определена од училиштата по деловните објекти, по фирмите, по нашите фирми. Таа ќе биде платена. Ќе биде со скратено работно време, со договор на дело, скратено работно време, не 8 часа, 6 часа, 1 месец, каде што средношколецот
зависи од кој профил доаѓат, таму ќе си оди на пракса. Едно ќе се запознава со работата, ќе работи работата, ќе почне да работи работата, нема да го губи времето низ чаршија, по ноќни клубови, по вамо, сабајлето ќе треба да појдат, ќе има обврска да стани, да појдат во 7 или во 8 сата на работа, ќе му биде платена од општината. Сега општината ќе речете, па како ќе плаќа на сите? Има модели за плаќање бе луѓе. Сите тие јавни фирми, јавни предпријатија, сите тие деловни субјекти на општината ден денес и борчат комунални такси. Огромни суми. Дел ќе ги компензирам одма. Нема да му ги барам, ама ќе добија и фирмата, ќе добија и ученикот, и детето ќе добијат знаење и искуство. После кој сака да студира, нека студира, меѓутоа кој останува со средно, ќе биде готов продукт на деловниот субјект, на фирмата. За младите брачни парови, доколку сакат да работат, да отворат нова фирма, ќе му овозможиме бесплатно регистрација на фирмата. 6 месеци да не плаќа придонеси. Дури да закрепна, дури да доколку сака да градат. Дозвола за градба во рок од 5 дена од донесување на документацијата и плаќање. Сите, затоа апелирам и до инвеститорите, да се спремат. Љупчо дури Магловски, ако дојде за градоначелник, да се спремат, оти Прилеп, во Прилеп треба да се инвестира. Дозволите, ќе ги давам за 5 работни дена, од кога ќе донесат сите документи и да ги платат комуналите. 5-тиот ден повели дозволата за градба, оди гради. А не како сега ќе му се одмили на човек да гради, дури да дојде до дозвола за градба. Ако прилепчани или воопшто граѓаните кај нас се жалат од нешто сериозно, тоа е од лошата администрација и од лошата ефикасност. Дали мислите дека тоа се должи на неедуцираност или едноставно на неработа? Тоа се должи на незнаење, на организаторите, на шефоите, на градоначалниците бивши. Тоа се должи на незнаење. Јас ако дојдам за градоначалник, во општината ќе воведам 6-часовно ефективно, велам ефективно, не 6-часовно работно, 6-часовно ефективно работно време. Нема пауза. Во среде работно време, во 10-11 часов пауза. Па не е вратен од пауза чиновникот. Па ќе се врати граѓанинот, да ја заврши, да го чека човекот. Тој седнал кафе, пија или чаршија шетат. А тој излегол од работа. Дали ќе имат деца за чување дома? Дали имат стари луѓе за чување дома? Чиновникот се шета. Нема шетање по чаршијата, нема. Работното време ќе почне во 8. До 9 сата тој може да пие кафе и да прави пауза и да се припремат со документите. Почнува 9 сата работата со странки, мора да биде шалтер отворен. И мора да биде луѓето тука присутни. До 15 часот. Работа со странки. После 15 часот, 1 час до 16 часот, ете му дел за пауза, дел за средување и резиме на сите тие работи што треба да чиновникот да се ги среди. Така ќе биде. Истото ќе биде и со градоначалникот. Јас, ако бидам градоначалник, во секој ден ќе може човек мене да ме добијат. Не само во понеделник или во среда, преку 2 среди, па во средата не е тука на патот, па ќе заборави дека треба да биде граѓанинот кај градоначалникот. Секој дневно, од 9 сато секој дневно. Доколку имаме важни состаноци, ќе вршиме после 15 часот. Мора да му се даде предимство на граѓаните. Граѓаните мора да бидат приоритетни. Оти ние чиновниците во општината сме слуги. Ние земеме пари од нив. Ако не се тие што ќе правиме ние тука? Урбанизм. На планот на урбанизмот. Она електронска врата што е таму ќе ја рушам. Одма да кажам дека ќе ја рушам, мора да се гледаат чиновниците таму што работат. Не затворени таму, па шетат од позади, таму пушат цигари назад. Не така. Мора да се среди и мора еднаш да се тргне од некаде. Доколку не тргнеме сега, после 4 години ќе видиме многу касно. Многу касно ќе биде после 4 години. Сигурно подоцна од тоа што е сега доцна. Да, од сега доцна, тоа уште подоцна ќе биде.
За крај би ве прашал, или повеќе не е прашање, туку што му порачувате на Прилепчани, што ве прави вас различен од сите останати 8 кандидати, зошто треба да гласаат Прилепчани за вас? Моите сограѓани и жителите на населените места мене треба да ми верува најмногу, оти сум наискусен во бизнисот. Долги години сум во бизнисот, дипломиран економиста, ги познавам сите тие работи. Меѓутоа, сега да не се фалам јас сам, резултатите ќе ме сами резултатите после првите 100 дена ќе видат и луѓето ќе бидат задоволни. Ќе дојде едно издишување на луѓето. Доколку јас дојдам на градоначалник во општината, ќе дојде еден ред, една дисциплина, една работна ситуација. Нема шетање, како што да не се навраќам пак, нема шетање. Втор пат го кажувате тоа и сега ми иде прашањето. Како на луѓето кои што се навикнати така да си го тераат работното време, ќе му ги скратите тие задоволства на долги паузи? За се имат навика и одвика. За се има навика и одвика. Како да одвикава? Планирам дека тука ќе воведам внатрешна контрола, општинска внатрешна контрола, која ќе контролира работењето на секој чиновник во општината и на секој чиновник во општинските јавни предпријатија. Таа внатрешна контрола ќе види од вработени од општината, од политичките партии што сет, заеднички, нема да биде само мојата, таа ќе биде заедничка и ќе земам и двајца надворешни членови. Граѓани ќе земам. Може и по случаен избор ќе земам двајца граѓани кои ќе биде во таа внатрешна контрола. И јас ќе барам отчет од таа внатрешна контрола за некои аномалија која се случува и во општинските предпријатија. Од јас не можам сега да секој ден да бидам во комуналец и водовод. Едните сега викаат избирајте свој човек. Чекајте бе луѓе, зошто свој човек да избираме? Па ако избираме ние само еден свој човек, тогаш ние завршиле работата на нула. Тоа ќе продолжиме по истото. Јас ќе направам сите чиновници во општината, сите чиновници во општинските јавни предпријатија ќе биде луѓе од граѓаните, не своји. Па јас ќе го барам својот човек да завршам работа. А еве ми труба на реклами и свој човек гласајте, чекајте бе луѓе. Кои? Ние сте туѓи и други бе. Еден е само свој човек. Дали ние сте туѓи? Сите чиновници што се на раководни места ќе биде своји луѓе за граѓаните. Ако некој не си е брка работата, ќе си оди дома. Значи вие, ако некој не нуди свој човек, вие не нудите наш систем. Наш систем, да. Так. Исто не нудат сега, па другите да го изградиме домов. Кој дом да го изградиме, луѓе? Да го изградиме собствениот дом кој ни го разрушија. А и кој го разруши? Па вие бевте до вчера на власт едните. Сега се другите. Значи, едните рушите, другите рушите. Што е проблемот сега? Да го изградиме дом. Па дај малку нека се свестат и во тоа рекламите што ги пуштат. Да го изградиме домот, да го имаме свој човек, чекај море наши улци, ние немаме ние јаванџија во Прилеп овде. Немате советничка листа, одите само како градоначалник, едно мислење за советот. Каков состав мислите дека ќе има после овие избори за крај на овој интервју? Советниците ќе бидат избрани од граѓаните. Тоа е јасно и нема тука комбинација. Кој повеќе, кој помалку, меѓутоа ќе биде мешан состав. Да не одиме да ги поделиме два табори, партиски, независни. Колку мислите дека независните, вие како независен кандидат ќе можат да... Па мислам дека колку се 2-13 листи, мислам дека се. Да. Па ќе има и независни околу 5-6 и партиски од едната од другата. Па тука некаде ќе биде мешан состав. Меѓутоа мислите дека независните ќе бидат застапени? Ќе бидат застапени. Број да можат да влијат. Да, во посолидарен број ќе бидат. Меѓутоа едно јас ако дојдам за градоначалник,
колачот нема да се дели само на големите партии. Општинскиот колач. Јас ќе го распоредам на сите советници што ќе влезат тука. Ако имате од ВМРО, пример, толку. Вие толку ќе раководите со ова. Вие од СДС Тоцко ќе работите. Вие од Левица, вие од независните ваму. Сето тоа ќе биде дотерано, средено, контролирано. И мора јас да постигнем советот со градоначалникот да биде фамилија. Ќе речеш како? Па јас имам искуство, мојата фамилија број 12 члена. Сегашната моја фамилија број 12 члена. Ваму ќе имам јас 27, колку сум, 28 со мене. Имам тоа искуство да го направам. И тие сите се разбрани луѓе. Јас сметам дека тие што ќе влезат во ово се разбрани луѓе што ќе требат заеднички и сите ќе работиме за градот. Нема некој да работи без мене. Јас само ќе ги контролирам и ќе ги координирам работите. Ви благодарам за овој интервју. Се надевам дека имавте доволно простор да кажете се што барем онека поголем дел од програмата. Ви благодарам, вистина премногу сум изненаден од вас и од вашава куќа и ви пожелувам успех во понатамошниот работен век. Фала ви многу. Вас ви благодарам што гледавте. Се гледаме во следно интервју.